Мода Свети Николе има работа уште непол месец, односно до 9 август, пошто ќе следува принуден одмор и огромен ризик за масовни отпуштања. Според директорот Ангел Димитров, неизвестноста е пред најмалку 160 работници. Па компанијата се уште има работа, ама нема доволно работа за сите работници. Значи, нашиот главен партнер од Германија ни го намали производството пред почеток на кризата од 7.500 на 5.000 комада кошули, машки кошули. Ние успеавме до овој период нешто да замениме, почнеме да шиеме работна облека, нешто шиеме женски блузи. Но сега пак уште еден драстичен пат на производството, значи на нарачките на 3000 парчиња дневно, што е за нас огромен пат. И очигледно дека мораме да го намалиме бројот на работници ако сакаме да ја спасиме компанијата. Овој период, овие месеци многу тешки. Ние сега веќе од идната недела очигледно дека за 160 луѓе нема да имаме работа. Во меѓувреме, менаџментот на компанијата прави максимални напори да обезбеди работа и отпуштања да нема или нивниот број да биде што помал. Ние сме чисти лонаши, значи работиме најмногу за нашиот доминантен акционер што е ние во компанијата, кој има над 55% од акциите и највише зависиме од него. Така да нашата судбина е врзана со судбината на таа фирма. Овој месец имаме консултации, информации со работниците, цел месец се консултираме кои луѓе и нудиме на некои други работни места кај што може некои доста голем број работници, 55 работници сами се пријавија кои сакаат да од технолошки вишок, на тие ќе биде исплатена 7 плати, август и септември ги следува 2 месеца отказ рок во кои ќе добијат 100% од платата. Потенцијалните нови отпуштања за само 20 на дена за светиниколската економија ќе значат потрес, бидејќи мода веќе отпушти 50, а со можните 150 тоа би биле 200 во социјална неизвестност семејства. Разговаравме со менаџментот на фирмата, разговараме овие денови, правиме напори и јас како градоначалник се заложувам за тоа владата да им излезе во пресрет на сите овие фирми. Ќе најдеме солуција во секој случај. Во секој случај овие пакет мерки што ги спремаат владата, верувам дека ќе им излезе во пресрет и ќе го решиме проблемот. Се надевам во колку што е можно поскоро време. Мода Свети Николе со години наназад беше екзистенцијален столб за околу 500 вработени, но и на економијата во градот. Сега прашањето е на кој начин овие семејства ќе најдат решение за себе и какви се последици ќе има воопшто за градот. Сигурно е дека во сите сегменти Свети Николе силно ќе го почувствува кризата во мода.